За новиот модел за тарифирање на банките зборувам со Билјана Доновска-Гечева, директорка на дирекцијата за платни системи при Народната банка. Пред се, добре дојдовте во нашата програма. Добро утро и од мене. Еве ќе почнеме со она што е новина. Значи, Советот на Народната банка донесе одлука за воведување еден нов, како што вели Народната банка, поедноставен модел на надоместоци што банките ги плаќаат за користење на услугите на македонскиот интербанкарски платен систем. Може ли накратко и попластично кои се клучни новини со промените кои што стапуваат од 1 август? Точно така, неодамна Советот на Народна банка донесе одлука за нова структура на надоместоците кои што им се наплатуваат на банките за услугите во платниот систем МИПС. МИПС е систем преку кој освен што се извршуваат големите итни плаќања, се порамнуваат и сите плаќања во денари што граѓаните и компаниите ги извршуваат преку своите банки. Ова одлука е пред се континуитет на еден поширок процес на модернизација на платежната сфера во нашата земја во изминатиот период во кој активно и посветено работевме на усогласување на правната рамка во нашата земја со европската, со цел создавање на услови за поквалитетни, побрзи, но и поевтини платежни услуги. Би нагласила дека одлуката доаѓа како резултат на детални анализи, еден отворен диалог со банкарскиот сектор, при што заеднички согледавме дека постојниот модел на надоместоците кои што банките ги плаќаат во МИПС треба да се прилагоди на современи пазарни услови на европските практики. И продолжуваме во таа насока секако во интерес на корисниците на платежните услуги, а тоа се граѓаните и компаниите. Оваа нова структура на надоместоци кои што банките ги плаќаат за услугите во МИПС е поедноставна, е усогласена со европските практики, е со значително пониски трошоци и започнува да важи од 1 август оваа година. Се зголемува ефикасноста на платниот систем, но се создава простор да се оптимизираат и трошоците на банките кога тие ги извршуваат плаќањата за граѓаните и компаниите, што создава добра основа банките да понудат и поатрактивни услови за граѓаните и компаниите кои што секојдневно ги извршуваат овие плаќања. Така, значи ли дека тоа практично сега со оваа одлука не може конкретно да се очекува за сега некои поевтини платни услуги за компаниите и граѓаните, како што велите остава тоа простор на некоја добра волја на банките? Напротив, нашата цел е пред се да нагласим уште еднаш да се обезбедат поконкурентни и подостапни платежни услуги, каде што и квалитетот и цената на услугата ќе бидат во корист на граѓаните и компаниите. Со оваа нова структура што ние ја воведовме, ги намаливме трошоците кои што банките ги имаат кога извршуваат плаќање преку МИПС. Тоа создаде можност за заштеди и овие заштеди да се пресликаат во понудата кај крајните корисници, со пониски провизии, побрзи услуги, нови поедноставни начини на плаќање. Овој процес секако не завршува со една одлука, тоа е дел од една поширока трансформација на платежниот пејсаж кај нас, и Народната банка и понатаму активно работи во насока да ги поедностави и намали трошоците во платниот систем, повторно ќе нагласам, со крајна цел подобра услуга за граѓаните и поповолна деловна средина за компаниите. Ова е особено важно што доаѓа во период кога се подготвуваме за целосно приклучување во СЕПА, каде што плаќањата во евра треба да бидат поедноставни, поевтини, технички поедноставни, исти како домашните плаќања. И секако банките, согласно својата стратегија, ќе го искористат овој момент и ќе понудат услуги што ќе бидат почувствувани како придобивка и за граѓаните и за деловната заедница. Во каков тип на услуги, каде би можело да се почувствува евентуалното поевтинување на услугите за компаниите и за граѓаните? Пред се во плаќањата. Секојдневното извршување на плаќањата е клучната таргет или целта во која што се очекува да се почувствува ова намалување на надоместоците или поедноставување на структурата на надоместоците која што ја направи Народната банка преку одлуката која што ја споменав. Така го споменавте, тука ја споменавте и СЕПА, што се друго практично е офатено со подготовките за приклучување кон европската платежна шема? За подсетување, нашата земја доби официјално одобрение за приклучување кон европската платежна шема СЕПА на 6 март оваа година и тоа представуваше секако еден значаен чекор напред. Народната банка и банкарскиот сектор
посветено работат во изминатиот период да ефектуираат оваа одлука, односно ова одобрување. Приклучувањето кон СЕПА е веќе започнато, планирано. Банките ги поднесоа своите индивидуални апликации, 9 банки поднесоа, 7 од нив веќе имаат одобрено апликација од Европскиот совет за плаќање и се очекува да започне да ги процесираат своите трансакции на 6 октомври, кога всушност и земјата и банкарскиот сектор ќе станат функционално дел од една европска платежна шема. Останатите неколку банки се во фаза на поднесување на апликации и одобрување од страна на Европскиот совет за плаќање. Со ова граѓаните и компаниите на нашата земја ќе може да користат поевтини, побрзи и технички поедноставни плаќања во евра, исто како да се граѓани или како да се компании во земјите од Европската унија. Во овој контекст и ние како Народна банка, бидејќи сме банка за државата и државните органи, веќе презедовме чекори за овозможување на поевтини и побрзи плаќања во евра преку СЕПА и ја усогласивме тарифата со принципите што важат за Европската платежна шема. Така, кои се други придобивки може да ги споменеме тука од влезот на СЕПА за кој што долго време се подготвуваме и зборуваме за тоа? Придобивките се за граѓаните и за компаниите пред се во едноставноста на извршување на тие плаќања. Значи, многу помал сет на податоци ќе бидат потребни за да едно плаќање може да се изврши кон земја членка во Европската унија. Да ги споменеме, например, дознаките кои што секојдневно нашите граѓани ги разменуваат со своите најблиски во земјите во Европската унија. Сега сето тоа ќе се случува на многу поедноставен начин, но мора да нагласиме и и со многу пониски трошоци, бидејќи основата на овие плаќања во СЕПА, односно во земјите членки на СЕПА, е што трансакциите се случуваат по многу ниски трошоци. Со приклучувањето на нашата земја во СЕПА, но и со индивидуалното приклучување или овозможување на овие трансакции од страна на секоја банка, а и нас во земјата, всушност ќе се случи поедноставување и поевтинување на надоместоците кои што граѓаните ќе ги плаќат, но секако и компаниите. Значи, еден намален сет на информации потребен за да се случи плаќањето, поедноставност на плаќањето, поголема брзина, бидејќи овие плаќања ќе може да се случуваат во споредба со кореспондентното досега банкарство за многу пократок период. Најчесто е тоа во рамките на истиот ден, некогаш и за неколку сати, и сето тоа за намалени трошоци. Ова се неколку клучни аспекти кои што граѓаните и компаниите ќе треба или ќе ги почувствуваат од приклучувањето на нашата земја во оваа област СЕПА. Така, Доновска Гечева, ви благодарам што издвоивте време за нашите гледачи. Ви благодарам и јас.